Поштарот е виновен за бегството на Игор Спасов, убиецот на Мартин Нешковски. Известувањето дека поранешниот специјалец е затворски бегалец од Идризово до судијата за извршување санкции во Штип патувало цели 3 дена, објаснуваат од судот. Па затоа бегството се случило во понеделникот, а судот после една недела дало наредба до МВР да го бараат осуденикот. И сега полицијата треба да разрешува невозможни мисии. Оти на големо се шпекулира дека поранешниот специјалец се пребеган во Турција. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вели се додека институциите се однесуваат ноншалантно, ќе трпи борбата со криминалот. Сосема е јасно кој потврлил. Значи, при издржувањето на казна затвор, Министерството за внатрешни работи нема никаква надлежност. Тоа е под Министерството за правда. Казнено-поправните установи ги носат одлуките врз основа на нивни прописи, закони и така натаму, и на крајот од краиштата нивните проценки треба да бидат тие кои што ќе се базираат на соодветни сознанија за тоа дали и во кои услови тоа лице треба да биде пуштено, да се лекува и така натаму, или слободно да се движи. На Игор Спасов затворската казна од 14 години му беше прекината од здравствени причини, тврдат од судот. Тој одлежа 11 години од казната и прекинот му завршуваше на 18 октомври, кога повторно требаше да се врати во Идризово. Убиството на Мартин Нешковски во 2015 година беше ударна тупаница на тогашната опозиција СДСМ. Преку така наречените бомби креираа слика со која го оцрнуваа раководството на МВР и власта на ВМРО-ДПМН. Иако Спасов беше уапсен и притворен 2 дена по грозоморниот линч, СДСМ тогаш тврдеше дека убиството власта сакала да го сокрие. Неодамна јавноста преку ЛЧК ги слушна целосните разговори поврзани со убиството на Нешковски, од каде се доби поинаква слика дека не се работело за прикривање и манипулација, туку напротив, за расчистување на убиството. По доаѓањето на власт, премиерот за време на посетата во Идризово направи и фотографија со Спасов, а после 1 година тој доби прекин на казната и избега.